почитувани присутни членови на Советот, почитувани представници на општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани што не следат. И отварам 19-та седница на Советот на општина Куманово со единствена точка на дневен ред советнички прашања. Пред да пристапиме кон материјалната расправа и кон поставувањето на советничките прашања, должна сум членовите на Советот да ги информирам дека во меѓувреме добив барање од координаторот на советничката група на Коалицијата за подобра Македонија за дополнување на дневниот ред на оваа седница со уште една нова точка од дневниот ред, и тоа престанок и одземање на мандатот на Срđan Рашити, член на Советот на општина Куманово. Има подолго образложение каде што се наведуваат причините за ваквото барање, за поставување на оваа точка од дневен ред. И не сакам да навлегувам во расправа, меѓутоа ќе веднаш во моето изјаснување, значи отварам расправа по ваквиот предлог за дополна на дневниот ред и веднаш се јавувам и земам збор и да кажам зошто ќе гласам против ваквата дополна на дневниот ред, бидејќи една од причините за законски наведените причини за одземање на мандатот на член на Совет, инкорпорирана понатаму и во нашите подзаконски акти, деловникот, е неприсуство на 3 седници по ред, едно по друго, неоправдано отсуство. Меѓутоа, следната дополна во образложението е дека Советот, тоест мнозинството на Советот, треба да одлучува за оправданоста на отсуството на сите или на некој од седниците. Бидејќи сме во специфична ситуација, точно е дека советникот не присуствува 3 пати поред едно по друго, не присуствуваше до вчера, меѓутоа денеска имавме продолжение на таа трета поред седница, на која тој можеше да се појави, не се појави, а во меѓувреме со 5 минути пауза продолжуваме со следната седница од дневен ред и ниту од аспект на процедура, ниту од аспект на физичка можност, не сме во можност да побараме до Комисијата за мандатни и имунитетни прашања да постави оваа точка на дневен ред, ниту да имаме аргументи соодветни за оправданоста или неоправданоста на отсуството на советникот. Затоа ќе гласам против поставување на ваквата точка на дневниот ред. Пред мене се и тука и Законот за локална самоуправа, каде што во член 46 се образложени причините за престанок на мандатот, а ова што на која јас се повикувам, значи во алинеја 3 е дека на членот на Советот може да му биде одземен мандатот ако неоправдано отсуствува од 3 седници на Советот поред, а во став 4 за оправданоста на отсуството ставот на овој член одлучува Советот со мнозинство гласови од купниот број членови на Советот. Токму затоа што не сакам да го злоупотребам сега позицијата на мнозинство и на позицијата на позиција, можеме веднаш да одлучиме, ако одиме така на голо кревање на рака и да одлучиме дека една или 2 седници оправдано, јас ќе гласам против оваа точка на дневен ред, да објективно ги разгледаме во меѓувреме и до Комисијата за мандатни и имунитетни прашања, службите, администрацијата, да стапат во контекст со советникот кој не присуствува на веќе 3 седници поред, да видиме дали ќе приложи некакви докази за оправданоста на отсуство и неговите намери и определби, дали ќе продолжи да работи како член на Советот и потоа на следната наредна седница да ја поставиме оваа точка и да одлучуваме мериторно за престанок или непрестанок на работата на овој член на Советот, односно дали ќе одлучуваме за одземање на мандатот или не. Тоа е мојата дискусија во однос на предлогот. Дали има некој друг пријавен за дискусија? Повелете, колега Драган Петковски. Благодарам, председателке. Значи, факт е дека советникот Срđan Рашити не беше присутен на 3 седници последователни на овој Совет. Во деловникот и во законот, како што ви е наведено и во барањето спрема кои членови, се вели дека доколку некој советник не присуствува на 3 последователни седници, неговиот мандат престанува. Во склад со тоа ние поднесовме барање до вас да ја ставите таа точка на дневен ред и мислиме дека може
уште на денешната седница, бидејќи поминаа 3 седници. А доколку имало оправдување, тоа оправдување се знае кога се носи. Дека пред седницата треба да се достави дека оправдано ќе отсуствува. А не може, ќе чекаме уште колку треба да чекаме? Уште месец, 2, 3, да донесе оправдување зашто не бил присутен. А уште па помалку, она какви се неговите намери. Доколку тој неоправдано не присуствувал на 3 седници, нека има намера понатаму да биде советник. Ние треба да му го одземеме мандат. А што се однесува за тоа дека немаме време на оваа седница да вметнеме нова точка, вчера вметавме точка на дневен ред на која што се одлучуваше за 4,7 милиони евра. Таа точка на самата седница ја донесовме. И ја одлучувавме за неа, а сега неа за некој кој што не присуствувал на 3 седници последователно не може на самата седница. Во секој случај ние поднесовме барање, вие постапете спрема законот. Благодарам. Во продолжение на дискусијата процедурално, значи да бидете коректен, ќе повторам уште еднаш, јас бев прецизна и пред малку, дека ставот од тој член на законот, член 46 за престанок на мандат, гласи точно на членот на советот може да му биде одземен. Значи не пишува дека веднаш мора, автоматски туку може да му биде одземен мандатот ако неоправдано отсуствува 3 седници на советот поред, и следниот став за оправданоста на отсуството од ставот на овој член одлучува советот со мнозинство гласови од купниот број членови на советот. Другата некоректност е, јас не кажав дека ние немаме време на оваа седница на која ќе почнуваме да работиме 19-тата, дека немаме време да расправаме. Не, туку во паузата од 5 минути меѓу 18-тата и 19-тата седница, за 5 минути ние немаме време ниту да упатиме барање за оправданост или неоправданост за отсуството, ниту да го добиеме одговорот од советникот. Значи, меѓу овие 2 седници, 3-та и 4-та, имавме само 5 минути, но оваа седница имаме време да расправаме и за ова, и за други прашања. Немаме возможност во 5 минути пауза да добиеме ниту прашање да поставиме, ниту барање официјално, ниту да добиеме одговор. Тоа е во повелета. Благодарам, само не ми е јасно дали ние треба да доставиме барање, тој да ни одговори дека оправдано бил отсутен. Мислам дека тој самиот треба да донесе оправдување доколку го има. Нема што ние од него да бараме да ни достави оправдување. Нема ние, тука пишува службите од значи општинската администрација, ама по 3 поред пишува може да му се одземе и општинските администрации го информираат дека треба да достави. Може би конкретниот советник воопшто нема ни интерес да доставува. Јас не шпекулирам, не навлегувам. Меѓутоа не сакам да му го одземам правото да ја докаже оправданоста или неоправданоста. А во 5 минути нити можеме да го добиеме, ниту може тој да одговори. Заради специфичноста на работата една подруго. Во секој случај да беше нормален тек на седниците, апсолутно ќе беше прифатливо вашето барање. Затоа сметам дека има законска, деловничка, потполна оправданост ова прашање да го одложиме за следната седница, следната наредна, веднаш. Но, бидејќи добив официјален предлог за дополнување на дневен ред, ова е во делот на дискусијата, повторно, доколку има уште некој пријамен, повелете, ако не, да ја заклучиме расправата и предлогот за дополнување на дневен ред на 19-тата седница од координаторот на Советничката група на Коалиција за подобра Македонија да имаме уште една точка на дневен ред, престанок и одземање на мандатот на Срđan Рашити, член на Совет на општина Куманово, го ставам на изјаснување. Кој е за да имаме ваква нова точка, повелете, гласајте. Кој е за да гласа за нова точка на дневен ред, повелете. Ви благодарам за овој предлог за нова дополна на дневниот ред. Гласаа 9 членови на Совет, против 17 и воздржани нема. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Работиме по претходно предложениот дневен ред. Единствена точка советнички прашања. И пред да преминеме на поставување на советнички прашања, сакам сите членови на Советот и присутните представници на администрацијата
на јавните предпријатија и се разбира градоначалникот на општина Куманово. Да ве подсетам дека на некои од претходните седници, кога за прв пат имавме точка на дневен ред советнички прашања, мој предлог како председател на советот беше поставувањето на прашањата да се ограничи на максимум 3 прашања по советник, без разлика дали се во писмена или усмена форма, а советникот Драган Петковски го дополни мојот предлог дека тоа правило треба да важи за секоја наредна седница од советнички прашања и да не гласаме од седница до седница, така да се уште важи тој договор. Значи и на оваа седница секој член на советот има право да постави максимум 3 прашања, независно дали се во усмена и во писмена форма. Сега одиме во оној дел каде што немаме уште покомплетна опрема во делот на електронската евиденција. Се надевам дека во некоја наредна прилика од сопствени или донаторски средства тоа ќе го обезбедиме, каде што би имале можност по електронски пат да утврдиме кој прв ќе се пријави. Состојбата е таква каква што е, така ве молам да бидеме коректни со пријавување на рака, да ве евидентирам јас и службите и потоа да... Еве, вие ќе се пријавите, јас ќе ги читам вашите имења, а присутниот член на Советот за подршка на Советот ќе ги запишува имењата. Ве молам, кој се пријавува, прв се јави советникот Драган Петковски, потоа советникот Саша Николич, па советникот Зоран Петрушевски, Повелете полека да запишеме, јас брзам. Зоран Петрушевски, следен пријавен советникот Мирослав Тричковиќ, советничката Невена Величковска, па советничката Анета Шандева Доневска, дали има уште некој пријавен? Нема, во ред, тука ја затворам листата на пријавени и да пристапиме кон поставување на советнички прашања. Прв се пријави советникот Драган Петковски. Повелете, колега. Благодарам. Почитуван градоначалнико, почитувани колеги советници, почитувани раководители на сектори, почитувани директори на јавни предпријатија, почитувани присутни. Како што сите знаеме и се сеќаваме, на почетокот на годината, во истиот овој совет, извршивме корекција на планот за развој и буџет на општина Куманово. Со која корекција сврдивме многу предвидени изработки на планови и проекти за општина Куманово за 2018 година. Со образложение дека во тек е формирање на предпријатие Куманово план, и тоа предпријатие ќе се формира во првата половина на 2018 година и сите овие планови и програми кои што беа предвидени да се реализираат во 2018 година ќе ги заврши оваа предпријатие. Значи, во домен на оваа предпријатие ќе биде изработка на овие планови и проекти. 2018 година помина, од оваа предпријатие, формирање на оваа предпријатие уште нема ништо, а колку што гледам, немам никаква најава дека тоа ќе се реализира и во блиска иднина. Нема ништо на повидок. Значи, сите овие планови и проекти што требаше да се изработат во 2018 година, останаа неизработени. И не гледам дека скоро ќе бидат изработени. Моето прво прашање е докаде е со формирањето на предпријатието Куманово план и кога ќе ги имаме првите резултати од работењето на оваа предпријатие, односно ќе имаме изработено планови и проекти кои што се потребни за работа на општина Куманово. Тоа е што се однесува на првото прашање. Второто прашање би било вака. На вчерашната седница имавме информација за имот, собственост или во владение на општина Куманово. Во законот стои дека недвижен и подвижен имот со кој што располага општина не смее да се користи во тек на изборна кампања. Вчера во извештајот беше наведено една просторија која што е во владение на општина Куманово,
која што на претходните локални избори беше издадена и беше користена од еден од кандидатите за градоначалник како изборен штаб, што е во спротивност со законот. Впрочем, изборните материјали од овие избори се уште се во таа просторија и излозите на таа просторија се уште облепени со изборни плакати. Го прашувам градоначалникот дали има намера да превземе нешто во врска со тогаш одговорните, кои ја издале во спротивност со законот, ја издале оваа просторија бесправно на некој да ја користи во изборна кампања. Благодарам. Ви благодарам. Две прашања до градоначалникот на општина Куманово. Повелете, градоначалник Максим Димитриевски. Му благодарам на советникот за прашањата и за одговорите кои што си ги давате, бидејќи поставувате прашања, сами давате одговор. Зошто мене ме прашувате, навистина не знам. Председателе, барам до вас, кога се поставува советничко прашање, да се постави коректно без да се даде одговор. Доколку се поставува до мене. Ако не се поставува до мене, тогаш е нешто друго. Бидејќи во првото прашање, почитуван колега, поставивте прашање и дадовте одговор на прашањето. Докаде е постапка за формирање на јавно предпријатие Куманово газ? Точно е Куманово план, точно е донесовме одлука на Советот, издвоивме средства, донесовме акт за основање, точно, јасно и гласно е потврдено во сите службени гласиле кога тоа го направи Советот на општина Куманово. Во тек е постапка за обезбедување на сите потребни документи од надлежни државни органи и пред се основната елементарната работа, а тоа е согласност на систематизацијата на ова јавно предпријатие. И таа е конечно добиена пред неполни 10 дена, нека ме коригира Митевски, ако грешам. Воедно е спроведена постапка за наоѓање на техничко решение и обезбедување на простор, бидејќи тие луѓе треба некаде да работат, а паралелно со тоа беше спроведена постапка во рамките на општинската администрација, беше зголемен бројот на лица кои што од форма на волонтери поминаа во лица на современо вработување, стручно соодветно образовани, архитекти, градежни инженери и други лица кои што ќе работат во ова јавно предпријатие, и истите, верувам дека во тек на месец јануари, ќе бидат целосно ставени во функција, во моментов вршат во рамките на секторот за урбанизам и комунални дејности, определени действија кои што се во функција на постапките за легализација и така натаму. Што значи, општина Куманово е веќе подготвена кадровски да настапи во финална фаза и отпочнување со работа на ова јавно предпријатие. Прашање беше дали да се отпочне со работа пред завршетокот на оваа тековна година и да влеземе во еден процес на беспотребно изготвување на завршна сметка и сите пратечки документи за јавното предпријатие или да се почека неполн месец за да се отпочне формално со функционирање на ова јавно предпријатие, кое што за да биде ставено целосно во функција, ке треба да склучи договор со овластено лице за вршење на процесот на јавни набавки. Во процесот на јавни набавки да се доизврши набавка на потребни технички средства за функционирање на ова јавно предпријатие. Паралелно со тоа да се распише постапка за избор на агенција, која што ќе направи времени вработување на почетокот во ова јавно предпријатие, а подосна истите лица кои што се потребни со одредени лиценци за добивање на лиценца на вршење на дејност од страна на Министерство за транспорт и врски на самото јавно предпријатие, а тоа е просторно урбанистичко планирање и вршење на надзор, да се овозможи негова целосна функционалност. И веројатно претпоставувам дека тоа ќе трае во месец јануари и февруари и се надевам дека конечно ова предпријатие ќе отпочне со работа во месец март. Значи, видите,
Ова не е приватен субјект. Кога одите, регистрирате во централен регистр приватна компанија, почнувате да работите. Работата е специфична во ова јавно предпријатие и се потребни одредени лиценци. Ќе ви кажам само еден пример. Јавното предпријатие, Куманово газ, нека ме коригира директорот, но мислам дека процесот за обезбедување на лиценца за вршење на дејност, дистрибуција на газ траеше 3 или 4 години. За среќа, има разбирање кај оваа администрација на централно ниво, овој пат Куманово нема да биде блокирано и ќе обезбедиме таа лиценца. И следната година оваа јавно предпријатие ќе излезе пред Советот со конкретна програма. Кои се планови и кои се активности ќе ги опфати во делот на нивното работење и што конкретно граѓаните на општина Куманово ќе имаат директен бенефит од нив, а јас ви гарантирам дека ќе имаат, бидејќи само во расходната страна на буџетот на општина Куманово, гледате и самите дека ставката за изготвување на урбанистичките планови е намалена на минимум, се со цел и се со план дека ова јавно предпријатие по програма ќе ги превземе да ги врши тие обврски, но како и да е, времето е пред нас, ќе покаже и ќе видиме. По однос на второто прашање, вчера на самата седница добивте целосен одговор и повторно го повторувате, но не е проблем за мене јас да ви одговорам. Зборувате и пак ќе ви кажам, треба да направите разлика помеѓу имот и владење со имот. Собственост и корисничко право. Значи, ние имаме во оваа зграда кај што сме денеска тука затечена состојба. Зошто го потенцирате изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз, а не се потенцирате себе си? Па и вие просторијата која што ја користите во оваа зграда, ја користевте за штабски потреби. Ако сметате дека има направено било каков пропус или кривично дело, слободно поведете постапка против тој кој што сметате дека направил било какво кривично дело. Оваа зграда е имот по документи на Социјалдемократскиот сојуз, на синдикатот, Сдруженијето на борците и Социјалистичка партија. Тие се јавиле како правни наследници на поранешните политички субјекти. Тие водат постапка. Општина Куманово го има добиено ово имот на користење, не на собственост, и секако дека во моментов водиме постапка и за прв пат после подолг временски период излегуваме со информација каква е состојбата со имотот. Јас ги знам своите законски овластувања и ќе ги преземам сите действија во иднина, но што се однесува до простор кој што се користи. И сами знаете дека општината води долгорочни судски постапки со одредени правни субјекти кои што имаат добиено договор, па заменено договор, па имаат согласности на тие договори и се уште не можеме објектите и просториите да ги ставиме под владени. Така да сметам дека овој проблем во оваа зграда може да се надмине само единствено по пат на спогодба помеѓу сите субјекти кои што се инволвирани, но тоа правниците ќе си го кажат конечниот збор. Благодарам. Само момент, процедурално ми јавуваат во меѓувреме дека нема тон во телевизискиот пренос. Мислам дека е ова важно да го слушнат граѓаните и прашањата и одговорите. Така да предлагам да направиме пауза во трајање од 5 минути барем, да видиме дали може да се надмине овој проблем, а и да не се надмине, ние ќе продолжиме со работа, само да оставиме простор во трајање од 5 минути. Објавувам пауза во трајање од 5 минути. Продолжуваме со работа. Првиот советник постави 2 прашања, доби одговор, должна сум да прашам дали е задоволен, дали има дополнително прашање. Повелете, колега. Благодарам. Значи, да му одговорам на градоначалникот, бидејќи ме обвини дека поставувам прашања на кои што сам си ги давам одговорите. Што воопшто не е точно. За да го образложам тоа, ќе ги повторам прашањата. Моето прво прашање беше до каде е со формирањето на предпријатието Куманово план и кога Колега, значи не водиме дебата на советнички прашања. Давате лош пример. Ама давате лош пример. Може да кажете дополнително, дајте дополнително прашање. Не дебатираме на советнички никогаш, па ни сега.
Значи, ја не Нема ни дадов право ни одговор на реплика, тоа ни на прашање. контрреплика. И веќе не го знам. Вие не одговарате. Ниту јас, ниту вие денеска не одговараме. Ние сме членови на Совет, имаме право да поставуваме прашања. Не влегуваме во дебата, немаме право на реплика и контрреплика, добро ни е познато. Можете да кажете дали сте задоволени, дополнително прашање евентуално. Значи, за првото прашање сум задоволен, добив одговор дека предпријатието ќе биде формирано во јануари и првите резултати ќе ги добиеме у март. И сум задоволен од одговорот. Тоа ми беше прашањето. На тоа прашање не одговори, колку што се сеќавам. На второто прашање беше дали имате намера да преземете нешто во врска со таа просторија. Рековте дека немате намера. Јас само да ве потсетам дека извештајот кој што беше изготвен од службите на општина Куманово стои дека оваа зграда е собственост на Република Македонија и со одлука на влада број тој и тој се дава на користење на општина Куманово. Никаде не пишува нити СДСМ, нити синдикат, нити Сојуз на борци. Значи, оваа зграда е собственост на Република Македонија и е на користење на општина Куманово. И општина Куманово ја дава на корисници по своје наоѓање. Таа просторија конкретно. Само да не продолжувате, еве во остави. Ви благодарам на потсетувањето на помошта на градоначалникот, не е дополнително прашање, пак констатирам. Не на прашањето. Не сте добили, не сте задоволени. Таа просторија, колку што знам, претходно беше коцкарница. Дали СДСМ ја има издадено таа просторија како коцкарница? Значи, ако корисник е СДСМ, дали СДСМ ја има издадено таа просторија како коцкарница, бидејќи претходно беше коцкарница? Јас мислам дека не е коректно, вие сте исто така искусен советник со долгогодишно искуство и коректен член на Советот со кого имаме изворедна соработка. Мислам да не даваме лош тек на седницата. Поставивме прашање, не сме тука ниту да советуваме, нити да дополнуваме. Ве молам да преминеме на следниот пријавен советник. Ама, градоначалник. Не може така. Не може така, не е коректно. Влегувате во дебата едниот и другиот. Ама не може така. На преформулирано прашање, еве, бидејќи е дополнително, как ќе го третираме како дополнително, повелете. Ви благодарам, председател, ќе прифаќам да одговарам многу отворено на сите прашања. Но овде да изигравам боксерска вреча немам намера. Тоа бидете сигурни, затоа што пак ќе повторам, вие поставувате прашања и давате сами одговори и наметнувате свое мислење и ставови. Прво, ниту во еден момент не реков дека немам намера да превземам. Јас ќе ги превземам сите действија согласно законот. Треба да ви биде јасно дека зградава е дадена и доделена на користење на општината 2006 година. Овие простории се користат од страна на неколку правни субјекти од првиот ден на нејзиното градење. Правниот субјект, Социјалдемократски сојуз на Македонија, Социјалистичка партија, Сојузот на синдикати на Македонија, Издружение на борци од Народно-ослободителната борба, овие простории ги користат и имаат стекнато право. И ова што вие го барате да влеземе во една нова постапка, за која што претходно ќе ги преиспитам моите можности и тогаш дополнително ќе се произнесам пред Советот. Во делот на тоа, дали било коцкарница или било кладилница, кафич, дискотека, јас отворено кажувам и пред вас и пред цела јавност, Максим Димитриевски нема дадено во рамки на неговиот мандат ниту една согласност, нити подпишано било каков договор за користење на деловен простор во оваа посочена зграда во моментов каде што се наоѓаме, а тоа е поранешниот комитет или зградата на поранешни општествено-политички партии. Толку од мене. Повелете. Ви благодарам. Пред да продолжиме со работа и да му дадам збор на следниот пријавен советник, да ги потсетам сите членови на Советот за член 17 од деловникот за работата на нашиот Совет, кој вели во вториот став дека прашањето треба да е кратко и прецизно, при што членот на Советот треба да означи на кого му е упатено прашањето. Ве молам да се придржуваме за ова одредба, бидејќи не сакајки, не велам дека се прави со лоша намера, ама навлегуваме во материјална расправа, во меѓусебна дебата, што не ни е предмет на денешен дневен ред. Повелете, колега Саша Николиć, вашето време за поставување на прашање. Захвалjujem, predsjednice.
uvaženi gradonačelniče, kolege savjetnici, direktori javnih preduzeća, rukovodioci sektora i svi ostali u sali. Imam 3 pitanja za gospodina gradonačelnika, a treće pitanje može biti upućeno i rukovodiocu sektora za urbanizam, a eventualno može dati odgovor i direktor javnog preduzeća Vodovod. Moje prvo pitanje se odnosi na aktuelni problem u gradu koji je evidentan i prisutan, a to je problem sa psima lutalicama. Bilo je ovo pitanje i ranijih sjednica. Moje pitanje konkretno se odnosi na to koliko opština troši para za zalovljavanje ovih psa, za njihovo tretiranje, lečenje i onda njihovo ponovo vraćanje u sredinama, odnosno u mestima gde su oni zalovljeni. I da li neko iz opštinskih organa, znači iz opštine, vrši kontrolu, da li se ti psi adekvatno tretiraju, leče i novac koji odlazi iz opštine je se troši na najbolji mogući način i da li je opština i gradonačelnik zadovoljan sa tim učinkom. Moje drugo pitanje se odnosi na lokaciju oko naše Kumanovske banje, da budem konkretniji i precizniji, odnosi se isključivo za onaj deo banje gde naši sugrađani pune vodu, iako postoji dilema da li je ta voda ispravna, tehnički ili neispravna, i onaj drugi deo gde mnogi od naših sugrađana zbog nekih zdravstvenih problema isto tako odlaze, umivaju se i tako pred sebi pričinjavaju neko zadovoljstvo. Pitanje je konkretno u čijem nadležnosti su te dve lokacije, odnosno taj deo Kumanovske banje, ako je u nadležnosti opštine, da li imamo volju i želju da taj deo malo upristojimo, pošto se nalazi u izuzetno lošem stanju, i ako taj deo nije u nadležnosti opštine, ako je nadležan i odgovoran neki drugi subjekat, da li može opština, a pred svega gospodin gradonačelnik svojim autoritetom, da u kontaktu, u komunikaciji sa eventualno nekim drugim vlasnikom, koncesionerom tog prostora, dogovori da se taj deo upristoji, pošto smo svedoci da veliki deo naših sugrađana redovno odlazi tamo, posebno leti. I treće moje pitanje je pitanje koje se postavlja 3. put zaredom, pitanje ulica Straško Arsovski, 4. juli, Srbo Tomović. Zato sam i rekao da može bilo ko od ove troje gospode da mi da odgovor, posebno u poslednje vreme tamo je aktuelno veliki i teško popravljivi po meni defekti na vodovodnoj mreži, ljudi su odavno izgubili strpljenje za ovaj deo grada, podrumi su puni vode, pitanje je svih koji tamo žive, bilo je obećanje da će se to završiti do 11. novembra, do dana opštine, vidimo da se to prolongiralo, imali nade da će to biti završeno do nove godine, već počeli su tamo kamioni da posipaju neki šljunak, ili će se to prolongirati za koji mesec dalje. Hvala. Ви благодарам. Повелете, градоначалник, а на крајот, доколку има потреба, директор. Захвалjujem се советнику на конкретна и прецизна питања. Почитуван советник, во делот на проблемот со кучињата скитници, сериозен проблем не само во Куманово, во целата држава, актуелна тема, за жал, не само општина Куманово, најголем дел или сите во Република Македонија, се уште немаме решение, затоа што државата пренела надлежности, но не дала финансиски можности. Согласно актуелните законски решенија кои што се на сила, општината е должна да по пат на јавно надавање во тендерска постапка обезбеди оператор кој што ќе врши заловување на кучиња, нивно сместување во карантин, наблюдување, имунизација, чистење од сите паразити, одбележување и враќање на заловеното место. Така е согласно законот. Ние таа постапка ја исполнуваме, распишуваме јавен повик. На повикот се јавуваат вообичаено два правни субјекти, не повеќе, и во континуитет оваа работа ја добива на тој јавен повик
ветеринарната станица Тодор Велков Куманово, од страна на надлежните инспекцијски служби, имаме задолжени луѓе кои што го контролираат како функционира овој процес и постои комплетна евиденција на сите заловени кучиња и вратени на местото кај што се заловени. Како што гледате, се движиме во централно градско подрачје на плоштадот и гледаме кучиња скитници кои што се одбележени со маркица, ги има во преголем број, но за жал согласно законот ние имаме само такви можности, а немаме дополнителни капацитети како институција да изградиме центар за азил, центар за постојано сместување на овие кучиња и така натаму. Проблемот со кучињата скитници е уште поголем, бидејќи голем број на кучиња скитници неконтролирано се носат од територија на руралните општини и се оставаат на територија на руралните, се носат од рурални во нерурални општини, како што е во урбаните, како што е случајот со нашата општина. И ние секојдневно имаме нов прилив на кучиња скитници, кои што соочени со фактот дека никој не се грижи за нив, доаѓаат и во централното градско подрачје, а и во населбите. Сериозен проблем на сите страни и за жал се случуваат и одредени несакани последици, а тоа е каснување од кучиња. Веќе имаме случаи во нашата општина. Истите тие кучиња кои што ќе бидат пријавени од страна на граѓаните како агресивни кучиња, се заловуваат, се следат и доколку се навистина агресивни, а проценат стручни лица направат претходна процена, им се врши еутаназија онака како што е предвидено со законот. Во моментов општина Куманово троши некаде приближно 1 милион денари во делот на спроведување на целава оваа постапка и за жал не се справуваме со овој проблем. Доколку реално сакаме да се справиме со проблемот, треба да се изгради современ центар за трајно сместување и центар за азил на кучиња, кој што некаде би чинел, во зависност од капацитетот, од 15 па се до 45 милиони денари и дополнително да обезбедиме средства за прехрана на тие кучиња кои што би ги сместиле во овој центар, а за Куманово најмалку би требало првично, според устните анализи и проценки, да се обезбеди капацитет од некаде 300 до 500 кучиња. Воедно со, доколку бидеме во состојба да преземеме ваков чекор и да изградиме еден ваков капацитет, ќе се јави дополнително проблемот, бидејќи ќе бидеме една од ретките општини која што се справува онака како што треба со овој проблем и ќе има дополнителен наплив на кучиња скитници во нашата општина, бидејќи најголем дел од општините во соседството и пошироко не можат да си го дозволат тоа и ова е генерално проблем на државата и според моите сознанија владата веќе има превземено одредени мерки да во следниот буџет планира одредени средства да изгради поголем број на вакви центри за азил на територија на државата. Каде, што и како ќе биде, ќе излезат во јавноста и ќе кажат, бидејќи општините немаат таков капацитет. По однос на Кумановска бања, информиран сум дека таму истата бања пред 5 години е дадена под концесија на правен субјект кој што е од Куманово, кој што има направено одредени минимални вложувања, ја има ставено во функција Кумановската бања, но во самата програма за добивање на концесија има ветено дополнителни финансиски интервенции, во кои што спаѓаат и интервенциите на двете чешми, бидејќи концесионерот ги има добиено комплетно под свое владение сите извори на бањата. Јас во една прилика побарав од самиот правен субјект
да изврши итна интервенција и да влезе со одредена минимална инвестиција, бидејќи тоа таму личи на се, само не личи на уредена бања, и да се продолжи традицијата на кумановчани да си полнат вода и да ја посетуваат таа локација. За жал, се уште немаме никаква посериозна инвестиција. Запознаен сум дека општината на барање на инвеститорот вцрта детален урбанистички план, кој што овозможува градба на хотел. За истиот хотел е побарана градежна дозвола, за истиот хотел е издадена градежна дозвола. Мислам дека дел од комуналиите се веќе уплатени на општината, но таму се уште немаме градежни активности од страна на инвеститорот. Ке се обидеме повторно да стапиме во контакт со него, но негова лична желба е дали ќе инвестира или нема да инвестира, и ние немаме никакви можности да влијаеме на тоа. Ние можеме само, доколку тој процес се одолговлекува, како општина, да реагираме до владата на Република Македонија, кое што му има издадено концесија, а се работи за влада во состав за кој што многу добро сме запознаени, од која политичка провиненција беше, и да се одземе таа концесија и да се побара посериозен концесионер кој што би влегол во посериозни вложувања. Инаку, тој дел на градот, за жал, е најповеќе запустен, поради тоа што не функционира веќе подолг временски период самата бисерка, која што е во една маратонска стечајна постапка, и знаеме дека самиот објект на поранешна Куба личи на место каде што паднала атомска бомба, е комплетно уништено и едноставно тој дел на градот е целосно запуштен. Во моментов се случуваат одредени мали финансиски инвестиции во делот на поранешниот парк. Дел од нив се нелегални, спротивни на законот. Инспекцијските служби постапуваат. Како што знаете, има изградено еден кафич кој што се трансформира во дискотека. Ги нема сите потребни дозволи, инспекцијските служби имаат излезено на лице место и постапено по тоа. И во делот на прашањето за улица Страшко Арсов, 4 јули и Србо Томовиќ, ова беше и се уште е проблем. Се надевам дека му се гледа крајот на проблемот. Тоа е најсериозната инвестиција на општина Куманово во делот на изградба на патна, надземна и подземна инфраструктура. Се работи за инвестиција од околу 20 милиони денари. Распишани се сите потребни постапки, за жал се јавија дополнителни проблеми со подземната водоводна инфраструктура, колку што сум информирани и од страна на јавно предпријатие Водовод и од страна на секторот за комунални работи. Завршните фази си до крај, се испитуваат новите приклучоци на системот, доколку се покажат дека нема проблеми, ќе бидат затворени и истата улица до крајот на годината се надевам дека ќе биде асфалтирана, доколку ни дадат временските услови и можност, бидејќи секое паѓање на дожд во овој период предизвикува дополнителни проблеми. Жалам за тоа што се случуваше, но решаваме еден проблем каде што имаме инсталација која што е инсталирана некаде далечната 63-та или 64-та, и воедно имаме недостаток на подземен катастар, бидејќи имаме голем број на кабли, друга подземна инфраструктура, телефонски, електрични кабли, кои што дополнително ги отежнаа работите на фирмите изведувачи, кои што работеа таму, и голем број на непредвидени ситуации во самите тендерски постапки. На крајот да завршам, завчера ја посетив таа локација во раните утрински часови, токму во моментов кога се одвиваа дел од градежните активности за посипување на една од трите споменати устови. Верувам дека ќе испадне многу убава целина. Јавно им се извинувам на граѓаните што се соочуваат со сериозен проблем таму во моментов, и им благодарам за нивното трпение. Општината ќе си заврши работата до крај. Градежните активности на овие три улици се отпочнати, мора да кажам, некаде лани
по доаѓање на челната позиција во општината во ноември месец. Но имаше сериозни проблеми и целиот процес многу бавно траеше со распишување на нови тендерски постапки, неколку пати поништувани, избор на изведувачи, секогаш нови изведувачи, ни се јавува изведувачи, се откажува од работа по одреден временски период и се надевам дека ќе го затвориме ова прашање. Ви благодарам. Благодарам, повелете, колега Николич. Захвалjujem. Значи, одмah на почетку хоќу да кажем да сам задоволен одговором на моje друго питање. Што се односи за питање број 3, корекција упуќена градоначалнику, радови на овим улицама се отпочели, колико се јас сеќам, 2016 године, још у време када е градоначалник општине био Зоран Дамјановски, а мислим да сте ви дали у то време, не могу да се сетим дали сте били посланик или председник Савет општине, не улазим у ту тему. Скоро ќе треќа зима почети уколико не санирамо тај део општине и не бих улазио више у ту полемику. Што се односи одговора на моje питање, имали сте леп одговор, садржајан, али нису задоволени мои оно што сам ја очекивao. Значи, едино што сам ја добил одговор е да општина троши око $1.000.000 за овај проблем. Значи, дали е општина задоволна начином на кој, веќе сам добил одговор да тоа чини ветеринарна станица Тодор Велков, дали е општина задоволна на начин на кој се тамо третирају ови пси, и морам бити до краја искрен да након враќање у срединама где се они заловljeni, исти пси не требају бити опасност за граѓане, тоа е барем тако со неким људима со кои сам разговарал, а имамо ситуацију да се пред пар дана, или не могу да будем тачно прецизан, да се една од таквих керуша на улици Тоде Думба број 65 донела на свет 5 кучиња, кои ќе бити поново проблем и кои ќе проблем само расти и нарастати многу озбилни. Затоа моје питање било веома прецизно и веома, а одговор не е био онакав како сам очекивал. Хвала. Ви благодарам, повелете. Доколку постојат докази за оваа работа, дека некој од кучињата скитници, кои што биле заловени, третирани, одбележени, а вообичаено се одбележени на едно од ушите има бројче, се има размножено, тогаш ве молам да доставите до општина Куманово, вие или било кој граѓанин, доказен материјал, барем слика, за да можеме да спроведеме постапка согласно законот против фирмата која што ја врши оваа услуга за општината. Но најголемиот проблем со кучињата скитници, не само во Куманово, во Република Македонија, сме токму ние граѓаните, затоа што тие кучиња скитници се јавуваат де факто поради нашата граѓанска негрижа. Земаме и се решаваме да чуваме куче, домашно милениче, и гледаме дека е голема одговорност и потоа го оставаме самото на себе си. Моето прашање, јас во рамки на мандатот вдомив 2 кучиња скитници. Моето прашање до вас е, дали вие, како член на Советот, имате вдомено куче скитник, или ајде да направиме една заедничка иницијатива, да секој советник вдоми по 1 до 2 кучиња скитници и да се грижи за нив. Верувам дека во следниот период ќе се намали драстично бројката, доколку сите инволвирани, доколку сме толку загрижени, како што навистина има луѓе во општината кои што се загрижени овој проблем. Познавам луѓе кои што дома и дури и во нивните станови чуваат по неколку домашни миленичиња толку од оваа категорија на домашни миленици од скитниците. Значи, не е само да се покажува со прстот, туку треба да се бара причината зошто тоа е така. А причината е повторно поради граѓанската неодговорност и негрижа кон домашните миленици. Каде и да одиме на запад, немаме вакви кучиња скитници.
затоа што таму ќе видите човек, значи граѓанин кој што шета на каишка 3 вакви кучиња. Примерот на амбасадорката на UNDP, поранешната амбасадорка Луиза Винтон, само го покажува тоа. И за жал многу е лесно да се обвинува. Пак ве повикувам јавно, доколку имате докази, доставете ги слободно и ќе спроведам целосна постапка и истрага и секако дека ќе откриеме причината зошто е така. Во спротивно ќе сметам дека чисто се шпекулира на седницата. По однос на датумот за отпочнување на градежните работи на овие улици, по-конкретно може да даде секторот за комунални работи. И јас колку сум информиран и знам дека јас лично дадов налог во месец ноември да се отпочне со реконструкција на оваа улица. И најголемиот проблем се јави повторно поради недисциплина. Првично, основната стара инсталација која што беше во функција, беше уништена поради непридржување на режимот на сообраќајот кој што беше прописан од страна на тогашните изведувачи. Па се движеме со тешки товарни возила, со лесни товарни возила, на површини кои што не беа целосно третирани и каде што дојде до поместување на самата инсталација и генерираше дополнителни проблеми во самата мрежа. Доколку постојат штети кај граѓаните по однос на оваа работа, апелирам да истите ги пријават во општината, како што рековте, полни подруми со вода и така натаму, а се има надлежни служби кои што ќе утврдат дали таа појава се јавува поради протекување на подземни води од инсталацијата или поради други причини на дотрајност на објекти, стари не соодветно третирани своевремено градби и така натаму. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, советник, ама искористивте право на дополнителни. Повелете. Што барате од директорот? Во ред. Следен пријавен за поставување на советнички прашања е советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Благодарам. Имам предвидено 3 прашања и сите се до градоначалникот. Првото прашање се однесува на, така да кажам, нашата индустријска зона во селото Речица и Новине, ми се чини. Минатата година градоначалникот јавно изјави дека ова 2018 година има намера да почне со урбанизација и изградба на индустријската зона. Значи, прашањето е, извештаите уште не дошле, ние не знаеме, но од она што го можевме да го видиме и денеска од програмата за иднина, ништо нема да се направи, па дали е нешто урбанизирано и изградено во таа индустријска зона. Следното прашање се однесува на исто така пред отприлike една година, беше во јавност една средба на градоначалникот со колеги од Винилане, Паланка, не знам така натаму, каде што најавија дека работат на реализација на еден проект од типот на меѓугранична соработка, од Комисијата на Европската Унија, ми се чини така натаму, за реконструкција и модернизирање на пазарите. Доста време помина година, дали тука нешто е реализирано, бидејќи таквото нешто ние не следиме, немаме информации дали нешто се презема во таа смисла. И третото прашање се однесува на 2 закона кои што постојат во нашата земја. Едниот е закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електронска и електрична опрема, каде што децидно се вели дека градоначалникот на општината има обврска да организира одделно собирање на отпадна опрема, да овласти собирачно отпадна опрема од домаќинствата и да определи место, односно локација, каде што домаќинствата ќе ги оставаат
ќе остава таа опрема и многу слично на тоа е Законот за управување со батерии и акумулатори, каде што повторно се вели дека градоначалникот е должен да определи места за поставување на садови, за собирање на батерии и така натаму, и да организира систем за собирање на времено складирање на отпадни и преносливи батерии и акумулатори, под предпоставка дали тоа треба трајно некаде таму да се складира. Ќе подсетам, јас ова прашање го поставив и минатата година, може би има година дена, и идејата ми беше, а и со сите прашања така се однесувам, како на иницијатива малку мирисат, нели? Ако нешто е направено, направено, но ако не е, тоа да се искористи, некој проблем е спомнат, па да се во брзо време тоа надмине. Благодарам. Ви благодарам, повелете граначал. Ви благодарам и на вас, почитуван советник. Индустријската зона Новини и Речици е сериозен финансиски предизвик за општината. Ние овој проект без подршка од државата или изнаоѓање на стратешки партнер, сериозен стратешки партнер, не можеме со собствени средства да го решиме и да го реализираме, барем во моментов со средствата со кои што располагаме. Таму во моментов во индустријската зона има две приватни инвестиции, купени парцели по пат на јавно надавање од државата и се реализираат и инвестиции се во тек. Самото место станува интерес за инвестиција, но за жал не за сериозни инвестиции, бидејќи има недостаток на основна инфраструктура. Имаше изготвен проект за самата индустријска зона, за кој што врз база на експертиза констатиравме дека е нецелосно завршен, не се предвидени сите фази, го дадовме на доработка, во моментов го работи фирмата Геинг. Сметаме дека до крајот на годината треба да излезат со доработка на проектот, првенствено да се испроектира мини прочистителната станица, фекалниот колектор и сите подземни и надземни инфраструктури и постоечките сообраќајни решенија, доколку успееме да ги преадаптираме, и следната година верувам дека истата ќе биде предмет на поголем интерес, бидејќи ние за сега имаме само прашања од страна на поедини субјекти кои што се заинтересирани за инвестиции, но немаме ништо конкретно во делот на реализација, освен планирање од нивна страна. Во делот на второто прашање е гнилане, и да се навратам на првото прашање, значи никогаш најодговорно тврдам дека немам дадено изјава дека ние во 2018, тоест конкретно јас, ќе го реализирам проектот со индустријската зона Новини и Речици, бидејќи тој проект е невозможно да се реализира во една година и предпоставувам дека тој проект ќе се реализира и во рамки на овој мандат и во рамки на следниот мандат, бидејќи се работи за голем број на парцели, голем број на потенцијални инвестиции, за да истиот се реализира во целост. Предпоставувам дека се потребни не милиони, туку милијарди денари инвестиции во самата индустријска зона, а таква можност општината ја нема, а се уште нема ни доволен број на стратешки партнери или инвеститори кои што би пројавиле сериозен интерес за инвестиции. Во дел на второто прашање за проектот за реконструкција на градскиот пазар, жалам што не сте запознаени, предпоставувам дека не го посетувате градскиот пазар често. Значи, овој проект е во 90% завршен, останаа бидејќи направиме заштеда на средствата, по пат на јавната набавка, останаа дополнителни средства, проектниот менаџер распишу уште една постапка
за да истите средства бидат дополнително искористени, за да се завршат дополнителни градежни работи во делот на самиот градски пазар, за да добие поубав лик. Кровната конструкција е завршена и ќе остане третата фаза за изградба на монтажни и мобилни тезги, кои што ќе видиме и ќе посочиме локација на предлог на самото јавно предпријатие, каде да бидат поставени за да може дополнително да дадеме поквалитетна услуга на граѓаните. Имаме одредени размислувања со истите тезги да направиме цветен пазар од времен или цветен пазар од траен карактер во близина на самиот зелен пазар, или тоа е оној простор кој што не е на јавните прометни површини на тротоарите, а во моментот се наоѓа и е предмет на узурпација на диви продавачи пред самиот градски пазар, каде што се во моментов поставени контейнерите за смет и истите да ги дислоцираме и тука да поставиме времени тезги за поставување на цветен пазар. Во делот на електричниот и електронскиот отпад, знам дека имаме неколку локации во градот за депонирање на ваквиот отпад, но ќе му дадам збор на Бобан од инспекцијските служби за да даде поцелосна информација за оваа работа. Повелете. Благодарам, градоначалник. Повелете, Вон Бојковски, раководител. Согласно закон за управување со отпад од електронски отпад и отпад од батерии и акумулатори, надлежни за управување со ваков вид на отпад се колективни постапувачи на отпад. Општина Куманово има склучено договор со Елколект, кои се лиценцирани од страна на влада на Република Македонија и имаме поставено 4 вакви еколошки, како што ги нарекуваме, магацини. Едниот е сместен во Основно училиште Кочорацин, вториот во Браќа Миладиновци Крстим и Сирков, третиот во Јероним де Рада и четвртиот во населба Перо Чичо во Основно училиште Карпаш. Значи, надлежноста на градоначалникот е да обезбеди локација или бидејќи ние како општина не можеме да ги постигнеме тие цели кои што се поставени од страна на Министерството, колку треба да рециклираме, да владиме, затоа се организирани овие колективни постапувачи. Ги има 4 или 5, не ме фаќате за збор, и едниот од нив е Елколект, со кој што ние имаме склучено договор за управување со ваков вид на отпад. Инаку, тие исто така имат поставено и во маркети, поголеми маркети за собирање на батерии. Во училиште имаат, знам, има организирани наградни игри, има поставено и некои садови за батерии и така натаму. Ви благодарам. Повелете, советник, дали сте задоволен, дали имате дополнително прашање? Така, би кажал дека во однос на индустријската зона не верува градоначалникот дека такво нешто кажал. За среќа емисијата Став 69 број, погледајте си, не е проблем, погледајте и други, но верувам тогаш бесте во занос, не знам, но функција, ја ќе правам, ќе градам. Добро. Морам да ве прекинам, колега, како и на сите претходници. Дозволете, сослушате ме. Добро. Да не го сваќаме погрешно прашањето дали сте задоволен, дека треба вие или било кој друг детално да образлагате и повторно да влегуваме во дебата. Да или не, имате ли дополнително прашање? Повелете. Човекот кажа не верува, ја кажам каде се погледа. Што е проблем? 69 Став. Готово. Следното прашање, не е прашање, туку следниот одговор. Мене ми е жал што не идете на малиот пазар, ја таму идам, не идам горе, таму ми е блиско и таму не видов нешто ново и затоа прашав, знам дека таков проект имаше, таму очекував, а во Ретје, ова што викате таму убаво направено, нека е со среќа во Ретје. А во однос на третиот овој одговор, добро, нешто е почнато во однос на лани, полани, така натаму, немаше ништо, но факт е, ми се чини дека граѓанството не е доволно запознаено, ова околу батериите и така натаму, али ова за големе, ова бела техника што ја велиме, сите многу сакаме да се откачиме, не верувам дека нашето граѓанство знае доволно каде тоа може да се
да се ослободи. Ете така, благодарам. Ви благодарам. Следна пријавена за поставување на советнички прашања е советникот, се извинувам, следен е советникот Мирослав Тричковиќ. Повелете, колега. Поштовани градоначалниче, поштована председнице Савета, колеги саветници, општинска администрација, директори јавних предузеќа, уважени медии. Моја два питања су веќе начета, али ево, пробаću да их поставим опет. Dakle, прво питање моје се заснива на последним извештајима Државnog завода за статистику у вези издавања граđevinskih дозвола. Приметио сам да е ове године, у првих 10 месеци, издато само 45 граđevinskih дозвола, што е од просека из последних неколико година половина негде. У просеку се издају, dakle, око 100 граđevinskih дозвола. Ви сте тоа питање делимично и одговорили колеги Драгану Петковском, да се чека формирање јавnog предузеќа Куманово план, така да тоа е било моје питање и ако можете нешто допунски да нам кажете око тога, пошто знамо да е граđevinска индустрија една од ретки која е функционисала у нашем граду и која запошљава доста људи. У ситуацији, dakle, када на нивоу североисточног региона, dakle, нашeg североисточног региона, где е и наша општина Куманово, незапосленост око 40%, интересуе ме и ваши, dakle, šta je sa vašim projektima na poboljšanju ekonomske situacije, odnosno ekonomske klime u gradu. Za konkretni vaš projekat u vezi industrijske zone reći sa već ste odgovorili, ali interesuje me u vezi biznis inkubatora koje ste spominjali u kampanju. Da li planirate da počnete oko toga nešto? I moje treće pitanje je u vezi, je pitanje u stvari građana, zasednutih građana, znači žitelja na ulicama oko Stare crkve. Dakle, ljudi imaju problem sa jednosmernim režimom saobraćaja na ulici Lenjinova, jer moraju jako puno da kruže da bi došli do svojih domova i obrnuto. Tako da oni postavljaju pitanje da li je moguće da se ovaj režim izmeni. Dakle, ako nije u mogućnosti, dakle, cela Lenjinova, od Starog Varteksa do Kružnog teka, da li bi bar moglo od Starog Varteksa do, mislim da se zove Pionerska ulica, ili Dimitar Vlahov, tako je. To su neki stotinak metara koje bi ovim ljudima jako puno značilo. Značilo bi i ovim privrednim subjektima koji posluju na toj ulici. Tako da oni mole da im vi odgovorite, dakle, da li može nešto po tom pitanju da se uredi. Dakle, da se vrati dvosmerni režim saobraćaja na ovoj ulici. Hvala. Ви благодарам, повелете Ви граначалник. благодарам и на вас. За првото прашање, сектор за урбанизам ќе даде одговор, а потоа ќе се учи. Повелете, раководителке. Благодарам. Значи, вака, јас не знам на вас од кај ви се тие податоци, предпоставувам од Завод за статистика, меѓутоа тие не се секогаш ажурирани, затоа што ние оваа година имаме сигурно преку 100 дозволи издадени, не на поголеми субјекти, во главном се работи за индивидуална стамбена изградба и на некои индустријски капацитети. Мислам дека кон крајот на годината повторно ќе бидат ажурирани и тогаш ќе можеме да ги погледаме резултатите. Благодарам. Благодарам. Во делот на градежната индустрија и бизнис инкубатори, градежништвото е голем потикнувач на бизнисот во секој сегмент на економијата, но ако се сеќавате, на една од седниците излегов со предлог пред вас дека е повеќе од потребно да ставиме крај на градежниот хаос кој што се случува во градот, да престанеме веќе со инвестиции кои што ќе се градат
стамбено-деловни комплекси, без паркиралишта, без зелени површини, без простор околу зградите и тогаш коефициентот на градба со одлука на Советот, тоест коефициентот на искористеност на градежна парцела, го дефиниравме за шифра А2 или колективно домување на 50% и таа одлука се почитува. Од тој момент мислам дека има издадено само 2 или 3 градежни дозволи и уште 2 кои што се во постапка по стариот закон и по старите одлуки, а од тогаш наваму се почитува одлуката која што е на сила и јас сум и благодарен на сите вас во Советот кои што имавте разбирање за мене и за барањата на граѓаните да донесеме една таква одлука. Јас нема да дозволам да се гради во Куманово над 50%, освен во исклучителни случаи кога се работи за градби А1, индивидуално домување, бизнис центри и така натаму, и во случајот на централното градско подрачје кое што е опфатено со генералниот урбанистички план каде што може да се гради согласно законот. Но во делот на бизнис инкубаторите, значи тоа е заложба на владата на Република Македонија, значи се уште не е реализирана, ние немаме бизнис инкубатор на територија на општина Куманово, но имаме голем број едукативни работилници за вработување и само вработување на младите луѓе и верувам дека една од следните мерки ќе биде токму и финализација со бизнис инкубатори каде што секој би можел да отпочне со развивање, непречено развивање на сопствен бизнис. Во делот на еднонасочниот сообраќај, тоа е Куманово инфраструктура за 7.000 возила, 27.000 возила регистрирани на територија на нашиот град. Жалам што затечена е состојбата со еднонасочниот сообраќај. Има голем број на барања од граѓаните, ги разбирам, особено на граѓаните кои што живеат на поедини улици, но еднонасочниот сообраќај не се однесува само за граѓаните кои што живеат на тие простори, туку за сите нас кои што сме учесници во сообраќајот. Први во Република Македонија отпочнавме и завршивме тендерска постапка за отпочнување на изработка на сообраќаен план за општина Куманово, кој е еден од главните стратешки документи и за идниот генерален урбанистички план. Ја завршивме постапката, фирмата е изберена, дали ќе успееме да го реализираме тендерот или не, ќе зависи од финансиската страна на буџетот, кој што е радикално скратен во почетокот на следната година, но се надевам дека со заеднички сили ќе успееме да го наполниме буџетот и во првиот ребаланс да предвидиме дополнителни средства како би можеле да дојдеме до оваа студија која што реално ќе ги покаже потребите на тоа што значи непречен сообраќај или долгорочно планирање на сообраќајниците во општина Куманово. Инаку, за да се промени режим на одредена улица, е потребно, значи, одлука на Совет и во тој момент ќе донесеме одлука, ќе ја направиме одредена улица двонасочна. Како ќе се покаже праксата, тоа е веќе друго прашање, но се поставува прашањето и каде би ги сместиле на посочената локација сите тие времени паркирања кои што во моментов ги користи јавното предпријатие Куманово паркинг. Сметам дека со изградба на катната гаража, која што е во тек и во моментов се вршат сите потребни испитувања, подземни испитувања на локацијата во централното градско подрачје пред Домот на култура, која што е катна гаража од времен карактер, од монтажен тип, значи по завршување и добивање на сите согласности од ИЗИС, ќе се пристапи на довршување на проектот за истата и нејзина реализација според ветувањата на изведувачот. Тоа би требало да се случува некаде во пролетниот период на годината. Претходно добив ветување дека ќе се отпочне со работа до
крајот на месец ноември, тие тоа го направија, но како и да е, наше е да следиме, имаме подпишано договор со зголемување на капацитетот, на можност за паркирање на возила во централно градско подрачје, може би треба да се направи дополнителна калкулација, дали само овој дел на локацијата која што ја посочивте пред Вартекс, може би треба да биде пуштен во двонасечен сообраќај, но повторно ќе побараме експертиза и од сообраќајните инженери во општината и од страна на други експерти кои што се занимаваат со оваа работа и на некои од следните седници ќе излеземе со конкретни видувања. Благодарам. Ви благодарам. Повелете. Дали имате дополнително? Не, само да изразим, dakle, захвалност за вашу информацiju. Dakle, јас сам те податки видео на сајту Државног завода за статистику. Мислим да сам нагласио условно ако су тачни. Друго, у вези побољшање, dakle, економска ситуација у нашој општини, када веќе nije, dakle, u narednom periodu nisu predviđeni biznis inkubatori, a spomenuli ste ove neke promocije i okrugle stolove, dakle, radionice, dakle, čisto kao predlog da pokušamo da pozovemo, dakle, podrška od nas za takvu dejnost ako pokušate, dakle, da pozovemo strane investitore neki iz okolnih zemalja. Dakle, svedoci smo i da ste uspostavili saradnju sa ambasadom Srbije u uspostavljanju, dakle, prekograničnog regiona. Dakle, da uspostavimo saradnju između privrednih subjekata, posebno iz okolnih zemalja, da se vide ovde u Kumanovu, kako bi poboljšali, dakle, ekonomsku situaciju kod nas. Dakle, juče raspravljamo o javnom osvetljenju, a svedoci smo da nam se sjelice po kućama gase. Dakle, ljudi se sele, teška je ekonomska situacija, tako da mislim da to, evo, čisto shvatite kao jednu toplu preporuku da to uradimo zajedno. Hvala vam puno. Во ред, ви благодарам. Следна пријавена е советничката Невена Величковска. Повелете. Благодарам. Почитувани присутни, сакам првото прашање го поставам до секторот за образование. Моето прво прашање е во однос што неодамна го поставив и прашањето, не добив никаков одговор, за Средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев, за видеото кое што излезе за референдумот што помина во Република Македонија. Сакам да ве прашам дали се преземани некакви конкретни мерки, бидејќи тука беа споменати средношколците, беа повикани на нешто и дали тоа во иднина ќе биде спречено. Благодарам. Второто прашање го поставувам до директорот на јавното предпријатие Пазаришта, но не го гледам во сала. Почитуван директор, второто прашање го поставувам до вас, бидејќи не бевте тука, да ви кажам. Помина 8 месеци од како го поставив моето советничко прашање за вашето јавно предпријатие, се уште немам одговор. Се надевам, нели 2017 веќе одамна истече, 2018 истекува, за неполни 18 дена ни доаѓа нова година, кога ќе го добијам тоа. И сакам да ве прашам, исто така, неодамна ве прашав и за долгот, рековте дека не знаете, дали денеска знаете колкав е долгот на јавното предпријатие Пазаришта кон чистото и зеленило и кон водовод. Благодарам. Третото прашање го поставувам до градоначалникот Максим Димитриевски. Почитуван градоначалник, денес водевме дискусија, но откако дадовме нели пауза, не се вративте, сакам накратко првин затоа, па после да ви поставам прашања. Ми рековте дека ќе ми направите Не, знаете што, колешке, нема да зборуваме за претходните седници. Поставете прашање, ве Во ред. молам. Преформулирајте го тоа што сакате во вид на прашање. Имате право од секакво советничко прашање. Тоа што сакате, поставете го во вид на прашање советничко и со тоа го искористувате вашето право за третото прашање. Повелете. Знам.
Почитуван градоначалник, проектите што беа ветени за 2018 година, а не се исполнети, ги нема во програма за 2019 година, кога планирате да ги направите? Тука зборам за целокупните проекти, за целата програма што ја ветивте на граѓаните пред да бидете градоначалник. Нели го барам овој одговор, бидејќи не за мој кејф, туку во име на граѓаните, граѓаните заслужуваат да го добијат одговорот. Благодарам. Ви благодарам. Повелите да одиме по редослед, најпрви раководителот на секторот за образование Жика Крстевски, повелете. Благодарам, председателке. Почитувана советничке, ви ова прашање го поставивте на една од претходните седници на кој присуствуваше и директорката и таа во моментот ви даде одговор по прашања. Колку сте задоволни, тоа е друга работа. Меѓутоа, таа ви го даде одговорот во моментот кога вие го поставивте. По завршување на сето тоа што вие тогаш го соопштивте, надлежен орган за постапување во однос на одредени девијантни појави во училиштата се во рамките на органот наречен Државен просветен инспекторат. Сектор за образование не е орган, туку е служба во рамките на општината која процесуира одредени надлежности што се во сферата на локалната самоуправа, на советот и се она што значи помош во надлежност на општината на овој дел од дејноста, односно од образованието. Така да ние немаме сознание дека некој орган, а тоа е Државен просветен инспекторат, има таква дојава врз основа на која би можел да постапи и да направи увид и да излезе со званично соопштение. И самите сте сведоци дека кога ќе констатира било кој или некоја анонимна дојава дека во некој училиште има злоупотреба, орган кој постапува е Државниот просветен инспекторат. Така да немаме некои нови информации во однос на онаа што вие тогаш го поставивте, а тоа завршница може да има само преку Државниот просветен инспекторат. Во ред, ви благодарам. Следен за одговор е директорот на јавното предпријатие Пазаришта, господинот Илив Сејти, повелете. Faleminderit resurssekshilit, nderuar kryetari i komunës, nderuese почитувани советници и сите присутни. На одговорот на советничката Невена Величковска ќе одговарам. Факт е дека сме задоцниле, но во минативе седници сум ги кажал причините зашто сме задоцниле. До понеделник ќе го има одговорот и за прашањето за репрезентацијата и за долгот кон јавно предпријатие Водовод и чистота и зеленила. Значи, до понеделник советничке Невена Величковска писмено ќе ги имаш одговорите. Ви благодарам и последен во оваа серија на прашања. Ви благодарам и на вас. Пред да одговорам на третото прашање, сакам да се надоврзам на второто прашање. И тоа важи и за директорот на јавното предпријатие, и за сите директори на јавни предпријатија, и за сите представници на општинските служби до кои се адресира одредено советничко прашање, кога ќе се постави прашање во писмена форма, во ургентен најкраток можен рок да се достави одговор до советникот кој што го поставил прашањето. Во овој случај директоре, доколку не го доставите, бидејќи по втор пат се бара од вас одговорот до понеделник, до крајот на работното време, до советничката група, тоест до канцеларијата во општина, во вторник сабајле да ми ја депонирате вашата оставка. Во однос на третото прашање, што ќе направам јас заедно со мојот тим во општината правам максимум и давам од себе и секако ако некој сака да ја реализира програмата и тоа што сум го ветил пред граѓаните, сум токму јас
бидејќи имам преземена обврска кон граѓаните. Дел од таа програма веќе се реализираше и во 2017 и во 2018 и со тој тренд ќе продолжиме да ја реализираме програмата и во 2019. Веќе претходно на денешната седница објаснив дека дојде до редукција на приходната страна на буџетот во делот на планирањето и неможност за искажување на ставките во делот на расходната страна и создавање на една богата развојна програма за општината поради аспектот дека на расходната страна се искажуваат обврските кои што се затечени во буџетот. Тоа значи дека сите средства кои што општината ги должи кога ќе ги ставите на расходната страна, немате голем простор да создадете реална програма која што можете да ја реализирате и го објасни механизмот како планираме на транспарентен начин во 2019 да работиме и во првите 6 месеци да се обидеме максимално да го напуниме буџетот, да направиме ребаланс на истиот, да дојдеме пред вас, да излеземе со нова развојна програма и да ја придвижиме општината како што и до сега во овие тешки моменти се движи. Но онаа што сакам да го потврдаме дека во делот на капиталните инвестиции кои што се планирани, зенитот општината ќе го доживее некаде во 2020 година поради истите зависат не од општината, од државата и случувањата во државата. Како што гледаме во државата сега моментално најактуелните емисе во делот на уставните измени, евроатлантските интеграции во државата, сето тоа е разбирливо за мене и централните власти се ориентирани во таа насока, но паралелно го гледаме подигањето на бруто националниот производ и подобрување на економските услови. Тоа што народот ни заминува од државата, за жал е еден сеопшт тренд кој што нема во блиска иднина да се спречи, бидејќи сме соочени со фактот дека работиме, живееме и твориме во држава во која што просечна плата е далеку помала од просечните плати во државите кои што се членки на Европската Унија. Со самото отварање и давање на можности на нашите граѓани да работат непречено, без работни визи во Германија или други европски земји, верувајте ми дека процесот на иселување нема да се намали, туку ќе се зголеми во државата, а ние драстично и како држава, и како општина не можеме да ја подобриме бизнис климата, но секако ќе работиме на тоа, максимално ќе се посветиме и да програмата која што е во тек и се реализира и која што беше ветена на граѓаните ќе продолжиме да ја реализираме. Благодарам. Ви благодарам. Повелете ако имате дополнително. Дополнително во однос со трите прашања, за првото прашање директорката напомена и тогаш на седницата кога разговаравме дека не е запознаена првин, дека не го има видено видеото и дека веднаш ќе преземе конкретни мерки. Тоа беше одговорот на директорката. После тоа измина период од 2 месеци, затоа ве прашувам вас, дали сте запознаени, бидејќи таа самата рече дека ќе поднесе, ќе преземе конкретни мерки. Не спомна ниту државен просветен инспекторат, нити било каква друга институција и затоа го поставив ова советничко прашање, бидејќи директорите на училиштата не се тука, вие сте од сектор за образование, затоа го поставив до вас. За во однос за второто прашање се надевам дека сега нема да биде пробијан рокот од 30 дена и ќе го добијам конечно одговорот и транспарентно пред граѓаните ќе кажеме каде се отидени тие пари. И во однос на третото прашање, во ред ќе чекаме тогаш да знаат граѓаните, ќе почекаме 2020 година па да видиме што капитално ќе се направи во општина Куманово. Благодарам. Повторно не беше дополнително прашање, туку коментар, ама од прв до последен или не разбираме или не сакаме да разбереме. Ќе ви го ускратам правото, понатаму не на вас конкретно колешки, него на сите, или да го дефинираме прецизно, да направиме измена во деловникот, што значи дополнително прашање, дури ова дали сте задоволни и тоа го немаме како прашање, го ставаме, ете, ако не сме се доразбрале, да се доразбереме, да се појасниме, речи си сите, при тоа не ги вклучувам само советниците од опозицијата и кога поставуваат од позицијата,
речи си сите имаат потреба да се дообјаснуваат, да даваат коментари. Имаме простор, ние пак имаме седници, имаме простор да коментираме, да даваме идеи и предлози. Имам уште една процедурално, еве, Зоран Петрушевски, повелете. Така, во врска со ова коментари, додатни прашања и така натаму. Веројатно сте и во право, но ќе мора да внимавате и кога се даваат одговорите, се битни. Они провоцираат. Према тоа, ако се одговорите коректни, нема излети лево-десно, нема да има ништо. Така да, внимавајте и кога се одговара, реагирајте. Јас ви благодарам на сугестијата, овдека зборуваме за процедура. Значи, квалитетот на одговорот или содржината на одговорот не ја суспендира процедурата во која вика дека кратко и прецизно прашање, а после одговорот кратко дали сте задоволни не или дополнително прашање, а дали лично некој од нас како советник е задоволен или не, му се допаѓа или не, дали тоа го провоцира или асоцира, имаме простор и во рамките на овој совет и во рамките на нашата политичка активност, така да колега ќе ја сватам како добронамерна сугестија, меѓутоа процедурално не ви држи. Да одиме понатаму, колешката Анета, процедурално, повелете, Невена Величковска. Почитувана председателка на Совет, во однос на тоа што нели излегав, може и погрешно ме свативте, да прокоментирав, бидејќи на моите прашања нели и претходно советниците исто така се изјаснија, но во однос на првото прашање како дополнително прашање до секторот за образование, дали сигурно не се превземани никакви мерки од страна на училиштето, Средното општинско училиште, гимназија Гоце Делчев. Благодарам. Заврши. Ако имате во моментот можност да одговорите, дали имате информација, ако не, прашањето, така и ќе одговорам. Значи, тоа што го кажа, тога сведоци сме сите во Советот, што беше вашето прашање и што беше одговорот. После тоа, испадна дека се работи за неорганизирано, туку индивидуално некој испад на некои ученици кои се сликале без да некој ги пушти таму да влезе. Знаете, школскиот двор е заграден, меѓутоа не е тешко да се прескокне и некој да влезе внатре и да направи тоа што го направил. Значи, не е организирано, а е осудено од страна на директорката дека не треба да се злоупотребува училиштето за било какви настани, па најмалку за некои вакви политички или какви што може да се случуваат, се зборува и за користење на школски дворови, не само во гимназија, и за други работи што се недозволени, па не може да се има контрола над сето тоа. Така да не има укажано дека не треба да се злоупотребува училиштето и дворното место во училиштето за такви настани. Ви благодарам. Процедурално единствено доколку имате. Па вие имате дополнително на дополнително и на дополнително. Повелете, процедурално. Не се разбравме конкретно, но во ред тука е градоначалникот и тој нека веројатно е запознаен со случајот и како апел до сите, зборевме за ученик кој што е во Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев, не дојден од страна да се слика, но во ред ќе имам друга прилика, ќе поставам прашање. Благодарам. Ви благодарам. Анета Шандева Доневска, пријавена за советнички прашања, повелете. Благодарам, председателка. Почитуван градоначалник, колеги советници, сега почитувани директори и раководители, прво благодарам што дојдовте речиси сите. Меѓутоа, ние па не спремивме многу прашања за вас, сепак најмногу, барем моите прашања, се во делот на комуналната инфраструктура. Меѓутоа, прво би го прашала директорот на, почитуваниот директор на јавно предпријатие Паркинг. Бидејќи вчера се носеше една многу важна одлука овдека во Советот. Вие не бевте присутен, во која после граѓаните најмногу е засегнато вашето јавно предпријатие. Многу не интересира, многу пати и прашавме зошто вчера не сте повикани или не сте присутни на седницата, бидејќи се одлучуваше за еден нов модел, знаете, запознаени сте преку медиумите, сигурно известени од страна на градоначалникот, за јавно-приватно партнерство, па многу не интересира вашето мислење по однос тоа дали вашето јавно предпријатие доколку со оваа сума на 10 годишен период
расподелена, ја знаете сумата, ја добиевте вие како јавно предпријатие, успешно ќе успеевте да ги спроведете реформите во јавното осветлување, ќе имавме осветлен град и дали вие ќе можевте да направите еден нов сектор кој што ќе го издржи товарот на модерното ново јавно осветлување, да не правиме јавно-приватно партнерство, барем со што се однесува за вашето јавно предпријатие, бидејќи моje лично мислење беше и вчера и денеска го потврдувам дека предпријатието ваше имаше можности со таа сума ова да го изведе, за да не влегуваме Колешки, вие му партнерски кажавте односи. речиси се треба да каже да или не. Па поставете едно прашање, 5 Во ред. подпрашања. Во ред, Вие му преминувам обстругиравте на одговорот, може да второто. се согласи или не. Конкретно прашање Во што ред, ви. преминувам на второто прашање, да не губиме време, веќе се нестрпливи колегите. Второто прашање се однесува за мојата месна заедница и се однесува до секторот за урбанизам. Тука се представниците. Детската градинка што се наоѓа на улица Моша Пијаде, просторот позади неја, значи до неја, зборувам о надолен дел према булеварот кај што се оди на кај Трета Македонска, во моментот е руина, дива депонија и ливада. Бидејќи соседите не знаат што е со таа површина, дали во моментот знаете да им објасниме на луѓето зошто е во таква состојба и дали нешто се планира со тоа, затоа што тие бараат дури доколку е тоа приватна собственост, некако да се интервенира да истото биде заградено, за да тука да не се прави нова депонија. Трето прашање. Станува збор за еден стар објект, односно стар суд, на улица 11 октомври 77. Таму се сместени социјални семејства. Соседите реагираат дека семејствата сега штом се сместени социјални, значи предпоставуваме, немам видено на лице место, повторувам, меѓутоа предпоставуваме нели за каква категорија луѓе се работи. Истите семејства се затоплуваат со пластика, со разновиден отпаден материјал, така што од една страна еве нека биде и ова и како некоја минимална пријава на тие луѓе да им се нешто помогне, меѓутоа да се опоменат затоа што во тој дел забележано е, можеби и веќе има пријавено до бројот што е оставен на сајтот на општината, меѓутоа соседите реагираат дека навистина постои во вечерните часови голема загаденост. Воопшто, дури пишува дека воопшто не може да се дише. Така да дали нешто може да се превземе по ова прашање. Благодарам. До кого поставувате последното прашање? Па, кој ќе се види надлежен дека може да одговори? Еве, градоначалникот се Браво, пријави. градоначалник, благодарам. Да, и се извинувам, во второто од која месна заедница рековте сте прашањето? БС Гојчо. БС Гојчо, благодарам. Молам. Ајде, повелете, одиме поред. Првото прашање беше до директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг, господинот Фадил Шабани, повелете. Почитувана председателке, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувана советничке, почитувани колеги, почитувана администрација. Благодарам за поставеното прашање. Јас мислам дека прашањето во овој момент нема вредност, бидејќи после вашата одлука, какво мислење јас да имам, тоа би било неосновано. Нема да има некоја вредност, некоја оценка, без разлика дали сум јас за или против, но пред се мислам дека одлуката што сте ја донеселе вчера ќе биде за доброто на граѓаните на Куманово. Времето ќе го докаже истото. Верувам во анализата и студијата што е изготвена од компетентни лица, бидејќи истото ќе биде успешно и верувам дека треба да бидеме стрпливи и да чекаме времето да го докаже ова. Благодарам.
Ви благодарам. Повелете раководителката на секторот за урбанизам. Благодарам, председателке. Значи, локација која што ја посочивте се наоѓа во непосредна близина на централно градско подрачје, поточно на улица Моша Пијаде. Таму имаме изготвен детален урбанистички план и според истиот се предвидени колективни стамбени објекти и има одреден дел кој што е предвиден за Д3, спорт и рекреација. Според нашите сознанија, дел од тоа земјиште е во собственост на Република Македонија, меѓутоа поголем дел е денационализиран имот и е во собственост на приватни лица. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, градоначелник. Благодарам и на вас, председателке. Стар суд или зградата на поранешен стар суд е локација во моје непосредно место на живење. Многу добро сум запознаен со овој проблем. Се работи за тешка категорија на наши сограѓани, тешки социјални случаи кои што се сместени тука. Дел од нив се одредени нарушувања. Државата во неколку наврати се обидува да ги воведе во системот. За жал, таму имаме и неевидентирани лица до вчера без документација. Состојбата е таква, се реагира од наша страна, но општината нема механизам за дислокација на лицата. Државата е таа која што треба да изнајде соодветно решение во делот на трајно згрижување на овие лица во соодветен адаптиран простор. Во еден наврат се вршеше реконструкција на самиот објект. Како што гледаме, таму имаме и сушење на веш, фекална канализација која што се испушта во атмосферска канализација. Од наша страна се реагира во неколку наврати. Повторно по пат на самовластие се вклучуваат на диво, се вршат интервенции од страна на надлежни државни органи, но кога некој сака да генерира проблем, вие превентивно не можете да го спречите, а во случај на репресија на една тешка категорија на граѓани сте соочени со еден сериозен предизвик. Сепак се работи за хуманиот момент и мора да признавам дека се прават отстапки. Во делот на согорување, не само отпад, се согорува се и се што се затоплуваат. Овој проблем мора да се реши на долгорочно ниво. Ние веќе разговараме со надлежното Министерство за труд и социјална политика за судбината на овој објект. Истите имаат предвидено согласно нивните укажувања, бидејќи општината тука нема надлежност. Беше побарано од нас своевремено да се вцрта градежна маркица, истата е вцртана и ова е една од посочените локации во општина Куманово за изградба на идни социјални станови во општината, кои што доколку државата преку ресорното министерство и СИС ги реализира, ќе можат овие луѓе и други слични на нив да се сместат во овие социјални станови, но тоа е веќе ингеренција која што е над нашите надлежности. Секако дека ние ќе интервенираме со надлежните инспекцијски служби за појавите, но тоа не е трајното решение, бидејќи ако некој сака да согорува пластика, а вие немате механизам, дури немате механизам ни за идентификација, бидејќи имаме сограѓани кои што немаат лични документи. Се работи за тешка категорија на граѓани кои што одат по улица, собираат отпад, собираат што ќе стасаат. Ќе ви дојдат, ќе ви тропнат на врата, ќе ви побараат минимално ни средства леп за екзистенција. Значи, тогаш имаме сериозен системски проблем и ние се обидуваме со ресорното министерство да изнајдеме решение. Верувам дека во иднина ќе биде најден. Тој проблем се провлекува не од денеска, не од вчера, со тие неколку семејства проблемот се провлекува уште од периодот на СФР. Заедно со најголем дел од членови на тоа многу бројно семејство имам пораснато. Дел од нив
веќе се институционализира и влегува во системот на секојдневното функционирање. Си најдоа работат, но најголем дел од нив се уште не го прави тоа и тука се работи за сериозни пропусти во делот на елементарната едукација и воспитно-образовниот процес. Ви благодарам. Советнички, дали имате евентуално дополнително прашање? Не, благодарам првенствено на градоначалникот хиерархиски, меѓутоа сепак што го спомнавме овој хуман момент, па потрудете се и неофицијално и било како, бидејќи стварно станува збор за една категорија незаштитена и жално е што ја слушнавме, нели оваа историја знаев до негде, но ова што го разбрав навистина е жално, па треба сите во рамки на своите можности да се потрудиме ако може да се помогне на таа категорија и едноставно да се побрза процесот, дај Боже да се изградат социјални станови, за да сите бидат посреќни. До директорот на јавното предпријатие, ќе кажам благодарам за искрениот одговор за првиот дел, вториот веќе беше реклама, меѓутоа за првиот дел благодарам и на вас, задоволна сум од одговорот. Ви благодарам јас и вам и на сите присутни членови на Советот, на присутните представници на Општинската администрација, на директорите на јавните предпријатија, на градоначалникот Максим Димитриевски за одговорите кои ни беа пружени во текот на оваа седница за советнички прашања. Со ова го исцрпевме дневниот ред. Ја заклучувам 19-тата седница на Советот на Општина Куманово.